Видите, кога ќе каже човек дека е наивен, како да кажам, мислам дека човек кога е наивен не значи дека е лошо, ама не треба човек да биде, ајде кажем у кој контекст наивен прво. Видите, ако некој човек е наивен, тоа за мене не е лошо да човек е наивен. Ќе ви кажам зошто не е лошо и зошто е лошо. Ако човекот не е наивен, тогаш ја изгубил леснотијата и слободата на душата, го изгубил нештото што е детско, го изгубил нештото кое што е убаво во неговиот карактер. Сега човек не треба да биде наивен поради тоа што ако некој еднаш те зафркне, втор пат те зафркне, трет пат те зафркне, тогаш треба човекот да знае кои параметри или кои показатели ќе резултираат во каков резултат, но тоа доаѓа со искуство и доаѓа со осознавање. Но гледайте, кога имате наивна душа, таа наивна душа обично знае да се воодушеви. Ајде да дадам пример за нешто. Ајде да речеме некоја душа која што не е наивна. Имате некој човек кој што не е наивен. Сега, човек кој што не е наивен, он е премногу скептичен многу пати. Сте виделе некои кои што не се наивни, тие се изгореле многу пати и поради тоа што се изгореле, сега пружат отпор и доаѓаат на животот со скептицизам, и тој скептицизам кој што го имаат кон животот не им дозволува да го живеат животот со душа, него го живеат животот многу често со ум. Поради тоа што гледате, ние сме ум, ние сме душа, имаме ум и телото е во нашата душа. Гледате, телото не е дека имаме ние тело, ние сме душа и телото наше е во нашето енергетско или духовно поле. Сега, ние како духовни битија знаеме, обзервираме, го играме животот или играме играта на животот и во таа игра на играње на животот, баш си играме со животот. Искрено да ви кажам, за тој денеска сакам да зборувам како луѓето да не станат премногу сериозни и како да имаат забава во животот. И кога човекот е наивен, он со убави очи се уште го гледа животот. Тој човек што веќе не е наивен, тој станува многу скептичен, тој станува малку циничен, станува малку саркастичен и така натаму е. Сега гледайте, кога човекот станува циничен или саркастичен, тогаш тој фактички е на некој начин разочаран. А разочараната душа не е веќе така слободна, не има таа енергија да го поробува животот, поради тоа што наивноста и слободната енергија на озареност кон животот, веселост кон универзумот, среќа кон околината, тоа е наивност, поради тоа што наивноста го освојува физичкиот универзум. Сега, тука сакам да ви кажам дека не треба да прекинеме да бидеме наивни, но треба исто така и да препознаеме кога некој човек од другата страна нема најдобри намери. Или кога наивен човек може да биде дека парите ќе му паднат од него. Тоа е наивност, односно не е наивност, тоа е неедукација. Или незнаење, или несогледување на некои работи. Ама кога човекот е наивен, барем ја така го разбирам овој збор, или во овој контекст предпоставам дека беше поставено прашање, кога човекот е наивен, има наивна душа, он се уште им верува на луѓето. И се уште верува на животот, и се уште верува во иднината, и се уште верува во добрината, и се уште е оптимиста, и го викаме наивен. Сега, наивноста е добра од тој дел, но мораме исто така и да бидеме мудри и да знаеме. Сега, тоа доаѓа со живењето, затоа што јас мислам дека знаете, мудроста во животот и постоењето е во добрината и мудроста во живењето и постоењето е да останеме наивни, за да можеме животот да ни е погали душата. Ајде да ви објаснам сега. Кај наивните луѓе, животот знае да им е погали душата. Кај тие што не се веќе наивни, тешко животот им ја гали душата. Тешко. Поради тоа што, како да ви кажам, душата има оклоп, душата е заштитена, душата е забарикадирана со скептични ставови и со песимистички погледи,
поради тоа што не сака душата, наивната душа е изложена, гледате. Ама ако ние сме изложени во околината, и ако сме изложени на животот, и ако сме изложени со нашата душа во околината, ние можеме да бидеме повредени во тој момент. И тоа е ризикот на постоењето. И сега, во спротивно на тоа, се научените лекции од минатото, кои што ти викаат не верувај, не се надевај, не сакај, немој да бидеш наивен, немој пак да сгрешиш, разви песимистички став, биди саркастичен, биди циничен. И сега, тоа предизвикува сами да си блокираме достапност на убава енергија, на среќа, на љубов и на восприемање на убаво искуство. Зашто, гледайте, наивната душа се уште го нема ставено блокот кон животот и кон постоењето. Знаете, наивноста од тој аспект викам дека уопште не е лоша. Но наивноста со мудроста на умот и на тоа што го гледаме, мислам дека е идеална комбинација. Поради тоа што ако душата веќе не е наивна, таа не може да восприеми убавина, не може да восприеми позитивни емоции, не може да восприеми радост, не може да ги гледа акциите на околината скептично, но акциите на околината, ако ги гледаме ние скептично и ако бегаме и ако се плашиме до околината, тогаш оно што ќе се случува, единствено што можеме да искусиме е оклопот на душата, која што, знаете како ние витезине во, не знам, среден век, кога се војувале, целото тело им било со оклоп, и јас се викам, леле, овие витезиве, па ја не знам како уопшто у тој момент можеле они да балансираат со мечот, затоа што целото тело му е у оклоп. Мене никош не ми било јасно како тоа можело да биде добра стратегија за борба, кога он е целиот оклоп и кога не е мобилен, некој кој што поише трча или послободен е во движењето, веројатно на некој начин кај најде начин како да го удри и низ оклопот и така натаму. Но тој со оклоп колку може потези да направи, тој уопште нема радиус на движење. Наивната душа има радиус на движење, има радиус на постоење. Има живот, има иднина, има каде да оди. Верува, има цели. Се уште не е заблуден дека нема добра иднина. Заблуда е кога ќе речеме нема добри луѓе. Заблуда е кога ќе речеме не може да најдам добра работа. Тоа е све заблуда, луѓе. Тоа е изговор кој што е многу убав за да ни каже дека не сме ние одговорни за тоа што се наоѓаме во таа состојба. Луѓето се у заблуда преку негативноста. Негативноста е заблуда. Не е заблуда позитивноста. Негативноста е заблуда. И затоа наивноста и наивните луѓе се уствари шампиони во животот и постоењето. Поради тоа што да бидеш наивен значи да проложиш, да одиш и при тоа да не си ги зимаш лично навредите, повредите, омаловажувањата од другите луѓе, и како остануваме наивни со таа наивна душа е на некој начин дури да ги оправдаме оние кои што сакале да ти сгрешат. Се луѓе ќе речат, види го, овој е наивен. Не бе, може би тој е мудар, затоа што ја ако не го оправдам на некој начин тој што ме зезнал мене, тогаш ја почнувам да добивам слика за човечкиот род, дека нема доблесни карактеристики и дека човечкиот род не е добар и дека човечкиот род е ваков, онаков, за никаде расипан и така натаму. Ама јас сум дел од човечкиот род. И што се случува кога ја прекинувам да го сакам човечкиот род, прекинувам да се сакам себе си? Наивните луѓе обично имаат убаво мислење за себе. Може би се некојаш груби кон себе, може би некојаш се повеќе и се себе казнуваат, ама наивните луѓе, поради тоа што се уште имаат добриот концепт за животот и постоењето, обично имаат убав концепт за себе си и се на некој начин и етични, и се доблесни и така натаму. Поради тоа што гледате, кога човекот станува ненаивен, кога станува циничен, саркастичен, он вика сите добиваат работи на нечесен начин, сите добиваат работи на нелегален начин, сите не се етични. Сега тоа му е оправдание и он да скршне од етиката, од правичниот пат
И гледайте, ненаивната душа е помалку етична отколку наивната душа, поради тоа што наивноста се уште велиме дека веруваме во добрината на околината. Ако ја верувам во добрината на околината, ја ќе ја дадам мојата етика на околината, затоа што етиката е доброто од мене. И од тој смисол, прашањето беше за наивност, сакам да објаснам дека наивноста не е нешто кое што е лошо. Само што мораме на таа наивност да додадеме знаење и да речеме има разноразни луѓе, има разноразни ситуации. Тоа се поединечни луѓе, не се тоа сите. Не е тоа целиот машки и женски род или целото човештво. Тоа не е точно, поради тоа што у суштина луѓето се добри. И тие си страдаат, и тие си имаат своји проблеми, и тие си имаат своји ситуации. И подобро е да ги оправдаме ние во насока на тоа дека не им бил на нив денот, поради тоа што на тој начин остануваме во мудроста на добрината. Сте виделе некоја стара бабичка, која што е многу добра, која што е многу наивна. Сум било такви стари наивни бабички. Абе од нив мудрост да црпиш. Значи од таа наивна стара баба, наивен стар дедо, кој што се уште им верува на луѓето, се уште му верува на постоењето, се уште верува на човечкиот род. Абе тој само да го слушаш и три избора да ти врзе и да ти даде и да ги ставиш у глава и да речеш ова е мудрост. Ама ти не можеш да собереш голема мудрост од некој човек што е циник, од некој човек што е саркастичен, од некој човек што е разочаран, од некој човек што мисли дека целиот свет е лош. Ти од тој човек не можеш да добиеш мудрост. Ти сваќаш дека и неговата душа подлегнала на неправдата која што му била сторена на него, ама не бил доволно јак да ја оправда неправдата, за да ја одржи наивноста и добрината и мекоста на неговата душа. И сега на сето ова, ако ти придодадеш, чекај, ама ја не сум будала 3 пати, ако некој ме зафркне, ја и 4 пат да му верувам на тој еден, тогаш стануваш ем наивен, ем мудар, и мислам дека тука е добитната комбинација. Ја така мислам, може и не е ова вистина, ама сакам да кажам, немојте да мислите, гледате, наивната душа нема толку многу стрес. Ајде да размислите, затоа што сакам да ја поврзам со наивноста со тема стрес, ама се заборев за наивноста. А стресот ај ќе оставиме за среда, затоа што ќе објаснам многу работи. Зашто има многу работи на тема стрес да се зборат. Но гледате, кој има поише стрес? Наивна душа или некоја разочарана душа? Кој има поише стрес? Наивна душа или цинична душа? Кој има поише стрес? Наивна душа или саркастична душа? Поради тоа што му го намалува стресот на наивната душа? Вербата во околината, вербата во луѓето и оправдувањето на нивните штетни постапки. Сега, не да оправдаш некој те малтретира цело време, не. Затоа што треба ставиме граници кога ќе видиш дека некој цело време против тебе работи и цело време тенденциозно те спушта, те омаловажува и е токсичен, тогаш биди и мудар, не биди само наивен, поради тоа што треба си наивен, ама да останеш мудар, за да се заштитиш и ти себе си, за да можеш да продолжиш и ти со твојата добрина понатаму. Но наивноста има помалку стрес од ненаивноста. Тоа ме носи на цитат, сакам да ви кажам цитат од филозофов Хабард, вели: индивидуа која што може слободно и со чисто срце да ги прави нештата поради тоа што тие се забавни, е многу здраворазумен човек. А и како ова се поврзува на наивноста, поради тоа што кога имаме забава и гледаме забава во работата. Сте виделе наивни луѓе како гледаат забава во работата? Наивни луѓе гледаат забава, поише гледаат забава отколку ненаивни луѓе, поради тоа што ненаивните луѓе имаат еден друг тип на забава, циничен човек, човек кој што е тенденциозно деградира, омаловажува и така натаму. Тој добива забава од повредување на другите луѓе, затоа што душата му отишла у негативна насока. Но кога ќе имаш некој човек кој што е наивен, некој човек кој што е
Добар, сега не викаме сите цинични, саркастични луѓе прават тенденциозно лоши шали на нечија туѓа сметка. Тие може да се цинични и саркастични на собствена сметка или на сметка на што и да е, на околината. Така да не сакам да кажам дека циничните или саркастичните луѓе се лоши уопште. И хуморот не мора да има лош. Ама сум видел цинични и саркастични луѓе кои што цинизмот и сарказмот го користат во насока на повредување или заштитување од околината поради тоа што више гледката е сменета на полошо. Наивната душа не го прави тоа. Наивната душа се уште го гледа најголемото добро за околината. Поради тоа што верува, поради тоа што е отворена, поради тоа што е добра. Ама се вратам на цитатов од Хабард, вели индивидуа која што може слободно и со чисто срце да ги прави нештата поради тоа што тие се забавни, е многу здраворазумен човек. Сега, забавата, ако ја видите тонската скала исто од Хабард, игра е скроз горе на скалата на емоции. Зашто да не си играме со животот? И животот е како игра, како кога сме играле баскет. Гледате, и бракот е така, и работата е така, како кога играш баскет. Ама ти, кога приоѓаш да играш баскет, ти знаеш дека игра. Ти си ја повикал играта, ти си искрирал играта. Така било на почетокот и во бракот, така било и на почетокот на релациите. Било игра, било забавна, сме сакале да го креираме. Но што се случува после тоа, со секои проблеми, со секои сериозности кои што ги добива животот и постоењето, ние мислиме дека не е тоа веќе игра, дека тоа станува обврска, станува одговорност, и кај нас зборот одговорност и сериозност луѓето го мешаат. Ако сакаш да си ти одговорен, мора да си сериозен, ама не е баш така, луѓе. Ние можеме да сме несериозно одговорни, несериозни, а одговорни. Има жена некоја која што ќе земе да го трие детето со сапуница, мајка ми така ме бањаше, кога ќе земеше да ме трие со шампон, мислиш 3 кила вошки имав и не ќе да се бањам како мал, зашто многу сериозно ме бањаше. Некои сериозно чистат. Гледате, сериозноста и одговорноста не е исто. Ние можеме да бидеме одговорни, а да не бидеме сериозни. Уште еден цитат од филозофот Хабард вели: колку посериозно и придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш. Сега, човек кој што игра со забава, кој што ги гледа работите како игра, кој што се внесува во играта и постоењето, ама и да ја изгуби, луѓе, па што ако изгуби? Аман, леле, некој го откачил продажба, не знам нешто ова, него на интервјуто не ја добил работата, па што го земате толку сериозно? Има наредно интервју, ќе има нареден клиент. Ама дај да ја играме играта на животот. Сега, со таа детска игра, со тој детски елан, со таа детска енергија, ние сме наивни. Ама зошто е тоа важно? Затоа што можеме се уште да се воодушевиме. Гледате, клучот е во воодушевувањето. Што ке ти изненади? Затоа што ги имаш овие кои што потонале во сериозноста, ништо не може да ги изненади нив. Нив единствено може да ги крене по скалата на емоции, керката ако му се омажи и таму ќе направи 100 проблеми, ама барем на свадбата е среќен. Или она, не знам, керки се мажи и со 100 сериозности, целата свадба ваква, онаква, едно, друго, трето, и како и да е, на крај, ако е пресериозна, и никој нема да ужива во свадбата. Ама поентата е дека, окей, ќе се жени керката и се она е срекна затоа што керката ќе се... И колку е да е срекна, таа е срекна 20 минути на свадбата, другото све му го мисли дал ќе излезе како што треба, дал нема излезе како што треба. Или мажов, видите, колку посериозен човек, толку помалку е причина. Он станува ефект на собствената сериозност. Ние стануваме ефект на собствената сериозност. Ама у сериозноста, видите, сериозноста не ни дава да наоѓаме решение. Сериозноста те тера да гледаш у проблеми. Сега, наивниот човек е одговорен, ама има убав став. Има убаво гледиште. Повторно кажам, не значи дека треба да допуштаме некој да те малтретира и да те 100 пати едното истото и 3 пати, не 100 пати, 2 пати, 3 пати те зафртнал низ начин. Океј, не мораш на тој човек да му веруваш. Ама апел, продолжите да верувате и продолжите да ја гледате играта на животот како игра. Све игра, и бракот е игра, и работата е игра, и сите ситуации кои што човекот ги има со себе, било какви ситуации кои што човекот ги има со себе, тоа е игра. На крај краишта ние сме душа, ништо не може лошо да ни се деси. Душата страда од траумите, да, ама душата е се
Секако и ништо и се, можеме така да размислуваме за душата, ама душата знае дека како иде да се прочисти душата од сите тие трауми, од сите тие негативности и така натаму, она знае и е свесна дека животот игра и помалку сериозно му приоѓа на проблемот. Така, без разлика проблем со било што човекот има, разни палети на проблеми кои што човекот ги имаат со себе, со фамилијата, со било кој. Ако човекот му приде на проблемот помалку сериозно, ќе го најде побрзо решението. Ако човекот на проблемот му се насме, проблемот помалку ќе го биде. Ама ако на проблемот човекот му се љути, и ако на проблемот човекот е сериозен, и ако на проблемот човекот станува загрижен, исплашен или шо и да е, проблемот нема се реши. Ама ако приде човекот на било кој проблем со помалку сериозна енергија, ќе ја разреди цврстината на проблемот. Фактички луѓето кои што се и повисоко и помалку ги солидифицираат проблемите, поради тоа што го разредчува проблемот. Некојаш кога човекот ќе падне по скалата, он го солидифицира проблемот, го прави подцврст отколку што е, поради тоа што пристапот му е солиден, цврст, сериозен. Несериозна одговорност, луѓе. И на крај краишта, наивноста не е лоша, поради тоа што наивноста допушта да се воодушевиме. Еден постар човек, Бог да опрости, починате, велеше, жаре вика, не се воодушевуваат поради тоа што душата не има добра состојба. И сега, кога на човекот душата му е во добра состојба, тој може да се воодушеви. Наивните луѓе се уште може да се воодушеват без разлика колку телесно стари се, ама кога сме наивни, нашата душа е млада. Кога сме премногу сериозни, можеме да имаме младо тело, но си ја остаруваме душата. До приодот е. Имајте убава вечер, се гледаме у среда на тема стрес. Чао!